Здравствениот систем е пред колапс. Ветувањата дека за сите болни има место во државните болници паднаа во вода. Доказ за тоа е лекувањето на 53-годишниот штипјанец Ристе Донев, за кој од вчера низ Штип се поставени пунктови за собирање на парични средства за лекување од COVID-19. Донев 6 дена се лекувал во Штипската болница, но откако здравствената состојба значително му се влошила, требало да биде хоспитализиран во Скопје. И дебелите врски кои ги фатило семејството не дале резултати. Единствено решение за да го спасат им било да го хоспитализираат во приватна клиника. За лекување, јас пробав секаде на државно, дури и преку министерот Филипче. Единствено место имаше во Козлев, меѓутоа таму директорот ми рече дека он е за полесни пациенти, ништо не успеаме да направиме на државно. Од тука покренаме иницијатива за приватна клиника. Донев и неговата сопруга се текстилни работници. За лекување се потребни над 12.000 евра, но само за првите 10 дена. Семејството нема доволни средства, па затоа неговиот син на социјалните мрежи упати апел до сите хумани луѓе да помогнат во оваа тешка битка. Се поставија пунктови на неколку локации во градот, а во фабриките каде што работат се собираат средства. Кога државата не може, тогаш можат граѓаните. Дел од средствата кои се потребни за да се спаси животот на овој 53 годишен маж се веќе обезбедени. Кога пробале да направат сметка за донации, биле изненадени од апсурдниот одговор што го добиле во една од банките. Ми барат и негов подпис за полномошно, он не може, јас ја објаснувам дека он може на респиратор да во секој момент не бива. Они викат не, мора он да те овласте затоа што е над 18 години, има 53 години не. Состојбата во источниот регион станува се поалармантна. Капацитетите во двата ковид центри во Кочани и Штип се речиси полни. За да се обезбедат дополнителни кревети се прават реорганизација на оделенијата. Во Штип пациенти со полесна клиничка слика ќе се хоспитализираат на кожно, а во Кочани на оделението за физикална терапија.